Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојдете во нашето ново издание. Во изминатите 7 дена се случија многу интересни работи што се поврзани со автомобилите и тоа на домашната сцена. Пред се да ве подсетам дека од 15 ноември на сила стапи одредбата за користење на зимска опрема, за тоа ќе ви информираме нешто подоцна. Подоцна исто така ќе ве прошетаме до Милано, каде се одржа највлијателниот европски салон на моторцикли, каде што се диктира модата на две тркала за 2019-та. Но најважна вест за возачите е онаа што ни дојде од Министерството за економија, а се однесува на законот за увоз на моторни возила. Тоа беше доволен повод да го поканиме министерот за економија, господинот Бектеши, и да поразговараме за некои елементарни одредби од законот. Срдечно добре дојде во Автомагазин, господине Бектеши. Овој закон се донесе неочекувано, барем за широката јавност, но предвидува многу позитивни законски одредби. Од една страна. Од друга страна, Македонија како држава уште од самото осамостојување па до денеска ја задржа онаа фамозна старост на возниот парк од 18 години. Дали овој закон ќе ни помогне да се одлепиме од европското дно што се однесува до староста на возниот парк? Првично би сакал да ви се заблагодарам за поканата и да искористам приликата да ги поздравам вашите гледачи, но истовремено да укажувам дека ова е одлична прилика за да можеме уште подобро да го разјасниме новиот предлог закон што веќе е усвоен во владата на Република Македонија и моментално е во парламентарна процедура, значи законот за возила во Република Македонија. И јас накратко не би се усогласувал дека ова не најдено дојде во Република Македонија како закон, пошто ние имаме месеци што работиме заедно со Министерството за внатрешни работи, но истовремено и со Министерството за животна средина, каде што формиравме група, каде што беа вклучени и Сдруженијето на таксисти, но истовремено и други затегнати страни, за да дојдеме до вакво законско решение што ќе го намалува загадувањето во одредени градови во Република Македонија, но истовремено сме воведеле и нови програми со кои веруваме и сме убедени дека ќе влијае за подобрување на возниот парк во Република Македонија. Господине Бектеши, според некои сознанија, автомобилите се многу мали загадувачи, без оглед дали се од Евро 1 до Евро 6 стандардот во Македонија. Најголемото загадување отпаѓа на домакинствата, но добар почеток е да се обнови возниот парк, кој што рековме, и да се купат нови возила. Вие како министерство предвидавте 12 милиона евра субвенции кои ќе бидат распределени во периодот 3 години. Што очекувате со оваа мерка? Значи, првично, како што и вие кажавте, потполно се согласувам, имајќи ги предвид некои истражување, покажува дека загадувањето од страна на возилата е негде од 16 до 20%, иако моментално јас не ги имам точните податоци, пошто тие анализи ги прави Министерството за животна средина, кои биле во склоп на работната група кога се воведени овие мерки, но истовремено и еколошките налепници. Ние во Министерството за економија што се однесува до загадувањето, но истовремено за енергетската ефикасност воведуваме потполно други мерки, како што се фотоволтаички соларни панели во кровот на домаќинствата, значи воведуваме да се менуваат дрвените прозорци со ПВЦ прозорци, истовремено и им помагаме на домаќинствата за да набавуваат печки на пелети кои имаат помалце влијание, лошо влијание, значи или негативно влијание врз животната средина, но треба да се наведе дека во овој закон е предвиден да се воведат еколошки налепници, што се однесува до еколошката категоризација, и тоа ќе биде на црвена налепница, жолта налепница и зелена налепница, и сме им дале можност
на локалната власт во одредени моменти, кога тие ќе мислат дека треба да направат програма во своите совети, за да можат во основа на овие налепници, што ќе бидат градени во колите во Република Македонија, да направат програма за да нема поголемо влијание во одредени денови на годината, кога некои градови се поеќе од тоа предвиденото загадување. Ова е многу добро смислено, но да се вратиме кај парите. Граѓаните ги интересираат субвенциите. До сега во легислативата беше вметнато дека еколошките возила, односно хибридите и електричните возила, се субвенционирани со одстапување на акцизата. Што ќе донесат овие 12 милиони евра субвенција за возилата? Значи, првично, да бидам многу јасен за граѓаните, ние законот моментално го имаме во процедура. Во склоп на законот, на секој закон, па и на законот за возила, треба да се донесат подзаконски акти. Ние сме предвиделе дека во тек на 6 месеци, откако ќе биде усвоен законот во Собранието на Република Македонија, да ги донесеме тие подзаконски акти, каде што детално ќе се наведе условите, критериумите и како ќе се спроведе секоја мерка што е предвидена во новиот закон. Значи, ние очекуваме да ги помогнеме сите заинтересирани страни, што ќе имат можност, но истовремено да разјаснам дека моментално се прават анализи за ние, за некои програми, да ставиме критериуми каде што ќе им помогнеме на тие домаќинства или на тие граѓани на Република Македонија што немат големи приходи. Значи, тоа ќе се предвиде со подзаконски акти, но истовремено ќе се наведе децидно во моментот кога ќе се објават овие јавни повици за субвенционирање на хибридни и електрични коли, но истовремено има програми и за купување на нови коли, ако одстапуваат од старите коли. Да, исто така имате предвидено субвенција за вградување на популарно речено плински уред или метански уред. Тоа е за поздравување. Но имаме ние производители кои произведуваат такви возила со фабрички вградени апарати. Дали имате веќе решение за тоа во однос на субвенционирањето или тоа ќе го одработите или ќе го разработите во следниот период? Значи, тоа може да се вгради во првата мерка каде што ние сме предвидели да субвенционираме хибриди и електрични коли, но тоа ќе се направи како што разјаснив и во критериумите што ние ќе ги предвидеме со јавниот повик, но истовремено и со подзаконските акти. Истовремено има и мерка каде што погоните со дизел и со бензин може да вградуваат, значи, уреди на погон со плинско и метан, каде што ние како влада ќе ги субвенционираме или ќе им финансиски ќе им помагнеме на сите заинтересирани страни до 50% од трошокот за таа намера. Господине Бектиши, ја искрено ви се заблагодарувам што одвоивте време да ни ги доближите идните мерки до нас, до граѓаните. Се надевам дека нема да одбиете нашата покана и кога ќе стапи во сила овој закон и кој ќе биде подетално разработен. Секако, уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам, но да ја користам приликата, уште еднаш да покажам дека не се предвидени само програмите што влијаат врз намалувањето на животната средина во новиот закон, истовремено сме предвиделе да воведеме и жолти таблички за таксистите, каде што ние како држава ќе им помогнеме на регистрираните такси, компании и таксисти да не влијаат врз нив нелојалната конкуренција во Република Македонија, но истовремено и сите граѓани што користат такси ќе бидат посигурни во моментот кога ќе одлучат да се возат со такси, пошто тие такси ќе бидат регистрирани во регистарот на Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш на вашето учество во нашата емисија.
и најголемиот пат тргнува со првите чекори. Овие чекори треба да бидат поздравени. Но, ќе останеме уште малку со легислативата во рамките на нашата емисија, а тоа е подсетувањето што се возачите треба да имаат во своите автомобили поради одредбата која стапи на сила од 15 ноември за зимски режим на возење. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Иако времето е убаво и дневните температури се високи, но сепак го поминавме прагот на 15 ноември. Тоа значи дека на сила стапува одредбата за користење на зимска опрема. И веднаш да напоменеме дека најлесно е за зимските месеци да ги смените пневматиците, односно летните пневматици да ги промените со зимски. За оние кои не сакаат тоа да го направат, одредбата вели дека мораат во текот на зимските месеци во своето возило да имаат синџири за снег, а за поголемите возила над 3,5 тони носивост и лопата за снег. Но ние ја решаваме и се одлучуваме на полесната и побезбедна варијанта, а тоа е ставање на зимските пневматици. И еве, за неполни 15 минути веќе нашата инсигнија, која е на годишен тест, е опремена со зимски пневматици. Но, купувачите често се збунуваат што се зимски пневматици. Дали се оние што носат ознака М+С или оние што имаат снегулка. Па накратко, во следните неколку минути ќе ве подсетиме и за ова прашање.
И како пример ви покажуваме два типа пневматици. Првиот е N+S, другиот е класично зимски пневматик. Првата разлика меѓу нив е шарата на газната површина. Како што гледате, во средните ламели имате вентилирачки канали, додека на надворешните имате канали кои се погодни за исфрлање на вода. Додека кај овој пневматик, иако има средишни канали кои се добри за вентилирање и исфрлање на снегот, истите се поставени со истата конструкција, имаме ламели и на надворешниот изглед. Инаку, по мекоста на самиот пневматик и самата смеша која е употребена за изработката се многу слични. Втората голема разлика е во декларирањето на пневматиците. Тука, како што гледате, имате ознака N+S, што значи mud and snow, но исто овие пневматици се погодни за сите сезони, бидејќи символично се представени сите временски сезони. А тоа значи дека овој пневматик е со просечни карактеристики за сите временски услови. Додека кај зимските пневматици, еве гледате, декларирани се со снегулка. Исто така треба да побарате на самиот пневматик да имате символ на планина со 3 врва и снегулка, што декларира, а тоа е ова овде, што декларира дека е зимски пневматик. И уште една разлика помеѓу овие два пневматици кои не се однесува на перформансите. А тоа е, додека се одлучите за N+S пневматици, тогаш законот ве обврзува во вашиот автомобил секогаш да имате синџери за снег, додека тоа не е случај и за зимските пневматици. И уште една работа која мене како потрошувач ме воодушеви, тоа е гаранцијата која Мотоцентар ја дава за пневматиците. За зимските пневматици дури 18 месеци. Тоа во реалност би значило дека 2 зимски сезони имате комплет каско осигурување на вашите зимски пневматици и доколку ви се случи нешто, имате и кол броеви во Македонија и во странство. Секаде каде што важи зелениот картон, таму важи и Europe Assist гаранцијата. И вториот дел од подготовката за зимски услови на возење се однесува на сите течности и флуиди во автомобилот. Затоа екипата на Автомагазин дојде во Мото Америт за да ги провери сите оние неопходни работи за подготовка на зимата. А тоа е, пред се мора да се провери разладниот систем на моторот, бидејќи поради мал трошок може да дојде до огромна хаварија на самиот мотор. Со замрзнувањето течностите физиката вели дека се шират, а со ширењето може да настане проблем не само во ладилникот, туку и во блокот на моторот. Треба да ги провериме можностите, односно треба да ги провериме својствата на разладната течност. Во овој пример гледаме дека антифризот издржува до минус 30 степени Целзиусови. Исто така, за проверка е битно да се проверат течностите за бришење на ветробранското стакло, бидејќи и тие се течности и тие замрзнуваат, а со ширењето и замрзнувањето може да пукне садот во кој се наоѓа, но и да настанат дефекти во дизните, односно прскалките. Ние на нашата инсигнија ги сменивме пневматиците, ставивме нови пневматици Континентал. Законски е дозволено длабочината на шарата да биде 2,5 мм, но наша препорака и препорака од стручњаците од Америте да не дозволиме зимскиот пневматик да има поплитка шара од 4 мм.
Започнувајќи од денеска, 17 ноември, од моментот кога ја гледате нашата емисија, па се до 15 декември, Америт за гледачите на Автомагазин одобрува бесплатна проверка на автомобилот за зимски услови. Тоа опфаќа проверка на сопирачкиот систем, потоа проверка на амортизерите, како и на флуидите во автомобилот. Затоа ве поканувам слободно да дојдете во работните денови, дури и во сабота, во центарот на Америт, кој се наоѓа на Јадранска магистрала без број. Веднаш на почетокот на Јадранска магистрала, кога се оди од центарот на Скопје. Повелете и проверете го вашиот автомобил. Може би само оваа мала проверка ќе значи заштеда на многу средства за репарирање на евентуални дефекти. Ние одиме понатаму со Автомагазин. Овој пат нема да одвоиме простор за автомобилите, бидејќи во првата половина многу издвоивме простор за автомобилите. Сега се селиме во Милано на саемот за моторцикли, кој се одржува традиционално во месец ноември и ја диктира модата на двете тркала за 2019 година. Милано не е само дом на модата. Секој ноември таму на најважната смотра на моторцикли и опрема се собира и елитата од светот на две тркала. Познат под кратенката EICMA, овој салон, кој годинава се одржа по 76 пат, е примарен избор на сите за представување на новитетите. Влезницата чини дури 23 евра, но тоа воопшто не е пречка посетителите во текот на 4 дена колку трае да дојдат и повеќе од половина милион да го обиколуваат во стампедо. Годинава преку 1200 изложувачи за нив подготвија бројни премиери, ги имаше повеќе од 150, така што ние сега ќе ви прикажеме само дел од нив. Прво место на кое посетителите на годинешниот EICMA побараа новитети беше штандот на Piaggio. На нивна жалост, таму имаа само едно нешто да видат. Најновото издание на легендарната Vespa GTS, која сега е достапна со 5 различни изведби и со 2 мотора. Поголемиот од 300 кубни сантиметри е сосема нов и со своите 24 коњи најмоќен било кога вграден во Vespa. Идентична според изгледот за новата генерација урбани номади, интересна е и електричната верзија, чија продажба започна неодамно. Може би беа разочарани од настапот на матичниот Piaggio, но веќе на штандот на Moto Guzzi на посетителите им стана јасно зошто е така. Срцето им дојде наместо гледајќи ја дефинитивната верзија на V85 TT, која во Милано пристигна во патничко пакување. Алуминиумските куфери се монтирани на рамката на класичниот ендуро, која го вдомува во новиот V2 мотор поставен попречно, нешто што денес ретко се среќава. Овој воздушно-ладен агрегат со своите 850 кубни сантиметри му дава добро одмерени 80 конјски сили, кои заедно со долгото ослонување ќе ја задоволат секоја душа желна за авантура. За помалку бесните, тука беше и V9 Bobber Sport, кој со својата специфична естетика и механичките детали перфектно ја покажува мистифицираноста каква што само Moto Guzzi може да ја понуди.
Една од значајните премиери на Ејцма беше Супер Велоче 800 концептот на МВ Агуста. Прво што италијанците кажаа за него е дека во својата серијска изведба ќе се појави во втората половина од идната година. Базиран е на моделот F3 800, од кој потекнуваат рамката и агрегатот. Тие се спакувани во оклоп од јагненородни влакна со жолто ветробранско стакло и светло, кои неодоливо подсетуваат на 70-тите години. Ваков спој на ново и старо се забележува и на други места, например кај класичниот резервоар за гориво со каиш преку него и модерните дигитални инструменти. Затоа пак кај Брутале 1000 серие Оро се е ултрамодерно. Овој ексклузивец планиран за само 300 купувачи никого од нив нема да разочара. Не ни може, бидејќи на располагање ќе им стави 208 конски сили, кои со специјалниот титаниумски издувен систем нараснуваат за уште 4. Благодарение на тежината од едва 184 кг, со нив ова парче врвна техника ќе стигне до 312 км на час. За подобрување на стабилноста при вакви брзини се задолжени чудните крилца сместени на страните од ладилникот. Концентрацијата на суперлативи е крунисана со цената од околу 40.000 евра. Многумина броја, но никој не можеше точно да ги изброи премиерите на Дукати. Затоа ние ќе ги споменеме само најважните, што исто така е тешка задача. Сепак нема да сгрешиме ако го издвоиме Panigale V4R, бидејќи од неговите бројки паметта едноставно се заматува. Најмногу од максималните 234 конски сили, кои со помош на специјалниот Крапович издув се извлечени од еднолитарскиот мотор. На прашањата за максималната брзина на овој тркач, хомологиран за редовен сообраќај, италијанците само се смешкаа. Место тоа, кажуваа дека демоседичи Stradale R агрегатот се врти до 16.500 пати во минута, па кој е доволно храбар, нека го проба. Свое место на сцената имаше и освеженото скремблер семејство од 3 нови члена, на кои сепак Multistrada 1260 ендуро малку им ја засени премиерата. Имаше и со што. Мултиталентот на Дукати сега е опремен со големиот 1,3 литарски Testa Stretta агрегат, кој му гарантира голема сила на влечење во сите ситуации. Неговите 158 конски сили далеку ги надминуваат очекувањата од ваквата класа моторцикли, заради што и електрониката со која располага е на врвно ниво. Меѓу останатите новитети на Дукати се протна и електричниот маунтбајк електровелосипед MIG RR, направен во соработка со италијанската компанија TOC. Иако покажан претходно на салонот на автомобилите во Париз, новиот концепт Neo Sports Cafe проектот го доби заслуженото внимание. Направен е на основа на CB650F и доаѓа со неговата рамка и 4-цилиндричен мотор. Разумно е да се очекува дека го представува токму неговиот наследник, планиран за 2020 година. Љубителите на ретро модерниот изглед сепак немаат потреба да чекаат толку, веќе го имаат CB650R, кој исто така е дел од Neo Sports Cafe гамата. Продолжувајќи постапките на другите модели со иста комбинација на букви во ознаката, овој класичар од средната категорија доби на сила, а изгуби на тежина. Минималистичките линии не ја кријат алуминиумската рамка, конструирана да даде добар компромис меѓу удобноста и спортското возење, барем толку колку што ќе понудат неговите 95 конски сили. Затоа сепак е наменет CBR 650R, кој го означува враќањето на Honda во овој сегмент. Со новиот систем на поставување на рачките, позицијата на возачот е поместена нанапред, овозможувајќи распоред на тежината кој ветува повеќе динамика во возењето.
Триото двоцилиндрични машини со 500 кубни сантиметри доби бројни унапредувања започнувајќи од моторот. Заради законските лимити тој ја задржа истата моќност од 48 коњи, но затоа доби подобра распределба на вртежниот момент. Нова е и спојката со систем против подскокнување при тргнувањата, а LCD дисплејот сега е целосно во боја. Другите освежувања кај секој од моделите CB500F, CBR 500R и CB 500X продолжуваат во различни насоки. Покрај новата графика, за да биде поефикасен во возењето на патеката, CBR 1000RR Fireblade доби неколку надградби на електронскиот пакет. Најважната е што контролата на силата на влечењето е попрецизна и ги зема предвид различните широчини на задното тркало. Агрегатот со 192 коњски сили, кој му обезбедува максимални 299 км на час, останува непроменет. На штандот на Кавасаки владееше пријатна збунетост, не се знаеше што е ново, а што најново. Може би и затоа зелената боја како заштитен знак беше изоставена кај еден од изложените примероци на Versys 1000, кој всушност и не е сосема нов, туку детално обновен. Но и таков каков е, беше доволен да го привлече вниманието, докажувајќи уште еднаш дека поклониците на Кавасаки не ги интересираат многу трендовите, туку се верни на трајните вредности. Сепак една од карактеристиките на новиот Versys е можноста за спарување со мобилниот телефон на возачот. Затоа пак пргавиот Z400 во целост е поставен на задоволувањето на исконските потреби на своите сопственици, што е културен начин да кажеме дека е наменет за зголемување на нивото адреналин во нивните организми. Најмногу заслужен за тоа е двоцилиндричниот агрегат со 45 коњски сили, што е вредност поставена на врвот од категоријата. Рамката е повеќе или помалку генеричка, но со функционалност која ги следи трендовите и ефективноста на својата спортска сестра. Новиот Z400 исто така може да се пофали и со дигитални инструменти. За комплетирање на впечатокот се погрежи обемното нинџа семејство, покажано во варијанти за кои е потребно многу време дури и само да се набројат.